Околу еден месец по поплавите во Горни и Долни Подлог, најпогодените семејства се уште не може да ги нормализираат состојбите и да ги санираат штетите од надојдените води. Комисија од општина Кочани ги посетили нивните домови и други објекти и посеви. Заради проценка на штетите, тие ја доставиле потребната документација за сопственост врз истите, меѓутоа од тогаш наваму немаат никаква информација дали нешто се презема или не. Нивната загриженост се зголемува со приближувањето на есента и зимата, бидејќи, иако ги сврлиле на носите и уништената покупнина, се уште не ги санирале живеалиштата. Состојбата е за критичен, за нигде нема како е, надам така си стоја, не може ништо да се немаме средства и така стоја како е. Па над 3000 евра имаме сигурно штета. 2 камиона изфрлиме отпад од водовод дојдоа, што отвориме кревети, намештаи тоа, фотели. Сега едно креве ставиме, доле бетонирано и едно тепиче и ни комшии да дони, посламе и те така, за да спиеме тамука доле. Помошта, како што велат, им е потребна сега за да се подготват за дождливата есен и студената зима, но се сомневаат дека општината и државата брзо ќе реагираат. Ние се надеваме, мала, мислам дека тоа нема ништо да биде, само така е тоа. Мислам дека нема ништо да биде да не помогнат. Тука од собранието доаѓа, поднесоме у собранието, после дони листова се извадиме, таму ка поднесоме. Оставиме, вика ќе чекате. Летните поплави предизвикаат сериозни штети врз домовите и придружните објекти во селата Горни Подлог и Долни Подлог. Поедини семејства се пожалија дека имаат штета и до 10.000 евра, дека им е уништена белата техника, мебел, резерви со храна за добиток и други залихи. Луѓето со трактори спасуваат свињи, живина и домашни миленици. Меѓутоа, дали и колка во обештетување ќе добијат, засега никој не знае.